Ве поздравувам и денеска во мое лично име, Илија Николовски, и во името на целата екипа на Фактор Здравје. Денешното добре дојде ќе ви го посакам со темата која што ја имаме на понуда или она што денеска ќе ви го кажам како провокација да останете со нас, а тоа се лабораториските анализи во бременост. Денешната тема повторно ќе обработиме со референтна институција која што вие добро веќе ја знаете. Нејзиното представување следува во продолжение. А зборувајќи за лабораториските анализи во бременост, споменав дека темата ќе обработиме со веќе наши докажани пријатели, тоа е приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија, акушерство и воедно ИВФ центар за асистирана хумана репродукција, плодност од Битола. Представувањето на гостинката ќе биде малку подоцна, а кога зборуваме за веќе нашите докажани пријатели и поддржувачи, тука несомнено и Г132 плюс натурал, кој што е најсилен вистински единствен имуностимулатор и имуномодулатор, кој што веќе е порачен од голем број реномирани и истакнати наши професионалци во сферата на медицината, а како потврда ќе го споменам раководителот токму на болницата Плодност од Битола, доктор Таше Трпчевски. 1100 денари представува сумата која што треба да одвоите за една 15-дневна терапија, изборувајќи за Г132 плюс натурал, еве ги првите совети во ова издание на Фактор Здравје. Имуниот систем, доколку не постоеше, човековиот организма не би бил она што е. Овој систем се развива уште кога фетусот е во утробата на мајката. Имуниот систем делува како одбранбен механизам против сите предизвикувачи на болести, вклучително и стресот при кој се лачи хормонот кортизол. Затоа, кога имате здрав имун систем, нема предвремено да остарете и ќе ги превенирате и одложите појавата на некоја болест или состојба. Затоа треба да се знае дека треба да се убијат лошите момци, како што народски се вели во организмот, или слободните радикали, со добрите момци или антиоксидансите. Токму тие, како што е Г132 плюс натурал, ги неутрализираат слободните радикали без да оштетат и на некој начин на единствен начин го заштитуваат здравјето на организмот. Г132 плюс натурал е комплексна формула на антиоксиданс. Благодарение на раиши, печурката и останатите природни компоненти, тоа е моќен имуностимулатор и имуномодулатор, кој освен што ги лови слободните радикали, делува превентивно во заштита на целиот имун систем и во текот на сите 365 дена од годината. Чуваме со постапка на вонтелесно оплодување или инвитро фертилизација, инсистирам и двајцата партнери да бидат здрави и ментално силни. За да се зачне здраво дете, и двата родители мора да имаат силен имун систем. Затоа го препорачувам Г132 црвено пакување, најдобриот антиоксиданс, кој е одличен имуностимулатор и имуномодулатор. Мислете на иднината и вашите поколенија и користете формулата на здравјето Г132. Со магистар фармацевт Данче Коларовска, специјалист по медицинска биохемија од болницата Плодност од Битола, денеска разговараме на тема лабораториски анализи во бременост и на почетокот ти посакувам срдечно добре дојде и посебен поздрав во името на Фактор Здравје. Како сте, како патувавте денеска? Одлично, фала на поканата и мило ми е што сум во вашата телевизија. Благодарам во името на сите мои колеги од 24 вести. Мене ми е драго што денеска ќе зборуваме повторно на тема поврзана со гинекологијата и акушерството, но од ваш стручен аспект како медицински биохемичар, односно ќе зборуваме за лабораториските анализи во бременоста. Ќе го искористам вашето присуство како раководител на вашата лабораторија да ве прашам пред се што како услуги нудите и кој се може да биде корисник на вашите услуги во лабораторијата. Лабораторијата што работи во рамките на болницата Плодност е комплетна лабораторија, значи диагностичка лабораторија која што обезбедува хематолошки услуги, односно сите хематолошки анализи, крвна слика, 18 диференцијална крвна размазка, понатаму биохемиски анализи кои што ги опфаќаат сите биохемиски метаболити продукти кои што се важни за пратење и диагностика на различни заболувања, тумор маркери, специфични протеини и хормони, како што се едни од најважните, значи биопродукти за нашата работа во следењето на инвитро фертилизацијата.
Значи, работиме со пациенти кои што се хоспитализирани, значи пациенти на болницата Плодност и пациенти кои што ги користат услугите за инвитро постапката, а исто така и било кој друг доколку се обрати може да ги добие нашите услуги во брзо време, за брзо време и со добар квалитет. Кога зборуваме за лабораториските анализи во бременоста, сигурно првиот чекор или она што е најважно, кога веќе ќе се утврди или докаже дека настанала бременост, без оглед дали е тоа спонтано или биолошки потпомогнато или ИВФ потпомогнато, нели, Да. оплодување по кое што сте познати и карактеристични. Кажете ми кое е она прво нешто кое што го правите кога веќе ќе се утврди или како се утврдува? Прво да објасниме и која е таа референтна вредност која што укажува дека е настаната бременост. Значи, бременоста се докажува со позитивен бета-ХЦГ, популарен хормон, кој што треба да е над вредност 5,3 и со докажување на ова вредност веднаш се почнува фактички бременоста практички. Со следењето на овој хормон во наредните недела до 2, каде што треба да има еден соодветен раст на овој хормон, се утврдува бременоста, значи на еден биохемиски начин. Понатаму следат и други биохемиски и лабораториски анализи кои што се неопходни за да се одржи, за да се одржи здравието на трудницата, за да се превенират некои несакани состојби во текот на бременоста, се со цел да се донесе на крајот едно здраво, нормално бебенце. Зависи од тоа дали трудницата е првородка или повеќе родка, значи има различен број на задолжителни, би рекла, анализи кои што треба да ги направи во текот на бременоста. Така Дали за првородките, да, како за број? првородките препорачливо е да имате 10 контроли на лабораториски анализи. Во текот на сите 40 Да, во гестацијски текот на недели. сите 40, што би се рекло еднаш во месецот, така што освен докажувањето на бременоста, понатаму во првиот месец пожелно е да се направи крвна слика, испитување на урината, понатаму да се исклучи некое неспецифично асимптоматско бактериско заболување преку мокрачата, значи една уринокултура, и пожелно е да се направи, да се одреди крвната група и РХ факторот, доколку него има претходно утврдено, да. Понатаму следуваат, значи, за секој месец редовни се испитувањата на крвната слика и урината. Уште во првите месеци кај трудниците се запазува еден благ пад на хемоглобинот, односно една блага анемија. Анемијата по дефиниција представува намалување на бројот на еритроцитите или намалување црвените крвни зрнца. Да, или црвените крвни зрнца или намалување на вредноста на хемоглобинот. Дали е тоа очекувана состојба и Тоа е појава? очекувана состојба, да, во текот на бременоста се должи на едно проширување на крвното корито кој е физиолошка состојба и автоматски доаѓа до едно разредување дилуција на крвта. Меѓутоа, сепак, тоа не е загрижувачка состојба со оглед на тоа што во првите 3 месеци препорачано им е на сите трудници да користат мултивитамински препарати во кои што е задолжителен некој облик на железо, витамин С за негово подобро ресорбирање, како и фолната киселина, кои што на некој начин го компензираат ова анемија, би рекле. Меѓутоа, со оглед на тоа што запира менструалното крварење со почнувањето на бременоста, ова анемија не е толку загрижувачка и брзо се компензира. Анемијата како по така сериозен проблем може да настане после 20-та недела, значи од бременоста, кога што потребите се зголемени, фетусот добива Расте, на да, да, на расте,
И тогаш треба да се утврди серумското железо и доколку има пониски вредности, тоа да се надокнади со соодветна заместителна терапија, со некој препарат од железо. А тука треба да се запазат и препораките за еден здрав хигиенодиететски режим на исхрана кај трудниците, богат со свежо овошје, зеленчук, црвено месо, и на тој начин не би дошло до некои вака посериозни проблеми во поглед на анемијата која што може да настане во текот на бременоста. Меѓутоа, трудницата, зависно од социјалните услови, од материјалните услови, значи секој различно може да изнесе бременоста, па важно е да се споменат овие моменти да не дојде до анемија. Сакав да ве прашам уште еден аспект, рековте дека овие испитувања се почести кај првородките за разлика од повеќеродките. Дали има разлика во однос на лабораториските анализи во бременост ако бебенцето или фетусот е зачнат по природен пат, односно инвитро со биолошки потпомогнато оплодување? Бројот на анализи кои што треба да ги направат, односно еднаш месечно, е по протокол, независно од зачнувањето, дали е по природен спонтан пат или инвитро. Меѓутоа, се покажало дека кај инвитро постапките може да има и дополнителни проблеми, значи во текот на бременоста, па и да се вршат и дополнителни испитувања. Најчесто работиме дедимери, понатаму доколку има и проблеми со крвниот притисок, дополнителни анализи за да се исклучат некои посложени несакани последици од зголемениот крвен притисок. Кога го споменувате тој зголемен крвен притисок или состојба на преекламсија, ние сме имали и посебна тема, сме зборувале, би сакал тука да нагласиме во кои случаи може таа да се јави и што како лабораториска анализа се прави за да се утврди, односно негира и исклучи можност од ваква состојба. Преекламсијата е доста сериозен проблем кој што се карактеризира со зголемен крвен притисок, со губење на протеини, претежно албумини преку мокрачата, и може да заврши сериозно и по животот на мајката и на новороденчето. Заради тоа се прават превентивно, значи доколку има сомнеш за преекламсија, се прават опсежни биохемиски испитувања и во крв и во мокрача, односно се испитуваат трансаминазите, се испитуваат сидомурикум, лактатна дехидрогеназа, обавезно тотални протеини и албумини за да се види нивото на протеините, односно каков е протеинограмот во крвта кај мајката, и доколку нема некои сериозни пореметувања, а само аларм е високиот крвен притисок, значи не дошло до некое посериозно оштетување кај трудницата. Исто така, многу битен фактор тука е мокрачата, се испитуваат протеините во мокрачата, што нормално не смее да ги има. Значи, бубрезите не смеат да филтрираат, да испуштаат протеини, а доколку настане некој оштетување како резултат на покачениот крвен притисок, тогаш тие се присутни во мокрачата и тоа е првиот аларм што треба да му даде некој знак и на мајката и на гинекологот што ја води бременоста дека тука нешто се случува и треба да се контролира притисокот или значи состојбата што следи, односно преекламсијата. Пред да продолжиме понатаму, би сакал да ве поканам вас, кои што сте ова попладне со Фактор здравје, на еден од двата понудени телефонски броеви 6091-924 и 6091-925 да се јавите, да поставите прашање или да споделите некое лично искуство во однос на денешната тема, лабораториски анализи во бременост, тема која што ви ја доближуваме преку гостувањето на магистар фармацевт Данче Коларовска, специјалист по медицинска биохемија од болницата Плодност од Битола, болница која што можете да ја контактирате и секојдневно ви стои на располагање на 047-208-880 и на нивната страница на глобалната мрежа www.plodnost.com.mk. Ме интересира кога ја споменавте оваа преекламсија, кога ќе се направат овие испитувања и ќе се отфрли можноста дали постои понатаму во текот на бременоста можност за преекламсија или кои трудници или бремени жени се ризични или спаѓаат како потенцијални во ризичната група за појава на оваа состојба?
Па, претходно веројатно имаат некоја анамнеза, историја која што, а и не мора, за зголемен крвен притисок, понатаму преголемата тежина, дали носат еден или два плода, значи тука има разлика. Понатаму проблеми со покачен крвен притисок пред забременувањето, исто тука и проблеми со диабетот. И би сакала да го споменам гестацискиот диабет, тоа е состојба која што се јавува исклучиво кај бремените жени, наречен е гестациски диабетес мелитус, односно шеќерна болест на трудниците. Не мора да значи дека трудницата претходно имала проблем со шеќер, не мора да значи и дека после пороѓајот ќе го има проблемот со шеќерот, заради тоа овој се вика гестациски диабет, за да се докажи, да се исклучи или да се потврди овој гестациски диабет, се работи орален глукоза толеранс тест, тоа е еден функционален тест за докажување на функцијата на панкреасот, односно како одговорен за лачењето. Така, одговорен за лачењето на инсулинот, каков е одговорот на панкреасот во излачување на инсулин после стимулација со глукоза. Значи тоа е една стандардна постапка која што е пропишана и протоколот за негово изведување треба да се следи дословно. Се работи кај трудници од 24 до 28 гестацијска недела, се изведува со 75 грама глукоза во 300 мл вода, исклучиво, значи наутро, нагладно, жедна трудницата, после минимум 8 часа гладување, значи не преку ноќта да консумира, па следното утро да дојде на испитување, да. И во текот на испитувањето, значи после се зема нагладно глукоза, крв за испитување на глукоза, се прима глукозата, тоа е еден благ раствор и во наредните час и 2 часа повторно се зема, значи 3 пати се зема глукоза и во тој временски период треба да мирува, значи да нема некоја физичка активност или да биде оптоварена со некои други работи, значи пожелно е тука на местото во лабораторијата, односно во болницата, да го помини тој период на чекање. Имаме некого на линија, може да го слушнеме, ќе се вратиме на овој тест. Добар ден, повелете. Добар ден. Добро дојдовте, господине, ве очекуваме со вашето прашање во Фактор здравје. Сакам да поставам прашање за ортопедски испитување пред бременност. Какви треба да се направат? Се извинувам, повторете уште еднаш. Какви треба? Лабораториски испитувања за бременност. Добро. Во текот на бременоста? Не, или пред бременост? Добро. Дали во доволно какви испитувања треба лабораториски пред да се јави бременоста? Значи, уште концептот кога не е воспоставен, се планира. Благодарам, господине, за прашањето и дали воопшто треба да се прават? Па, значи, протокол е за пациентите кои што треба да следат инвитро постапка, да се направи еден така обсежен преглед на биохемиски анализи со цел да се утврди здравствената состојба, општата здравствена состојба на мајката и на таткото. Тоа е за инвитро постапката, меѓутоа за кај спонтани бременности, каде што планирани или не планирани, битно е да биде во добра здравствена состојба, да нема анемија, значи да е со добра крвна слика, ти кажав предходно, веднаш доаѓа до пад на хемоглобинот и на еритроцитите со самото забременување и што е причината за тоа, пожелно е, значи, 1-3 месеци пред да се остани бремена жената да консумира поливитамински препарати кои што се комбинирани минерали, витамини, меѓу нив има и железо, фолна, значи да има една подготовка на организмот за предстојната втора состојба, каде што потребите и за минерали и за витамини се зголемени. Да, или оно што доктор Таше го цитирам јас секогаш вашиот стручен директор, дека за добар имун систем треба и силен антиоксидант G132 плюс натурал, посебно кога се прави инвитро оплодување. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот, а веќе во вториот ќе продолжиме со останатите
лабораториски анализи кои што по протокол се пропишани и треба да се прават во текот на 40 гестацијски недели од бременоста на секоја жена. Фактор здравје и болницата Плодност од Битола денеска заедно ви ја нудат темата лабораториски анализи во текот на бременоста, а кога зборуваме за болницата Плодност од Битола, уште едно потсетување дека можете секојдневно да ги комуницирате и контактирате на 047-208-880, како и на нивната страница на глобалната мрежа www.plodnost.com.mk. Темата која што веќе имате на вашите мали екрани денеска ви ја доближуваме преку гостувањето на магистар фармацевт Данче Коларовска, специјалист по медицинска биохемија и воедно раководител на дијагностичката лабораторија во Плодност од Битола. Го споменавте тестот за шеќерот или дијабетесот во текот на бременоста, кои се тие вредности кои што укажуваат дека постои таква состојба или дали воопшто ако еднаш се утврди дека е позитивен тој тест, по автоматизам треба да се земе некој препарат или нешто што ќе ја санира оваа состојба? Значи, како што реков, гестацискиот диабет е посебна состојба која што се јавува исклучиво во бременоста кај жената. Се изведува функционалниот тест и сега треба да се интерпретираат резултатите. Нагладно гликемијата треба најгорна граница, значи катов е 5,1 милимоли. Тука е малку построг критериумот во однос на другите пациенти, каде што гликемија се толерира до 5,6 милимоли по литар. Тоа се по најновите протоколи и препораки. Понатаму, после првиот час од консумирањето на растворот со глукоза, максималната вредност треба да достигне до 10 милимоли по литар и после вториот час, кога веќе делува инсулинот, да падне вредноста, меѓутоа највисока вредност да биде до 8,5. Тоа се препораки кои што треба да се следат и да се почитуваат, викам се нешто построги во однос на гликемијата кај другите пациенти, каде што вредноста треба да биде до 5,6 и од 5,6 до 6,9 се толерира. Тоа е онеграничен диабет, кога значи немаме прогласување на еден диагноза за диабет. Доколку нагладно се констатира дека гликемијата е 7 и над 7 милимоли по литар, тогаш воопшто не се прави овој орален ГТТ, бидејќи самата таа вредност укажува на диабет. Во текот на бременоста? Да. И што тогаш се прави? Тогаш се даваат препораки за трудницата, прво во диететски режим да се стави со малку шеќери, со малку сложени шеќери во исхраната и да се избегнуваат колку што е тоа можно. Повторно се прават повеќе кратни контроли на шеќерот во крвта и тие трудници обично се испраќаат на консултација кај ендокринолог, диабетолог, кој што понатаму си ја следи нивната состојба. Ова не значи дека после бременоста трудницата, односно во овој случај родилката, ќе има проблеми со шеќерот. Заради тоа, после 6 до 12 недели од пороѓајот, кај трудници каде што се утврдиле вакви состојба на гестацијски диабет, треба уште еднаш да се направи овој орален ГТТ, овој функционален тест и да се види дали случајно, во текот на бременоста само била таа состојба или таа има ризик, таа трудница, односно родилка, има понатамошен ризик за добивање на диабет и најчесто кај ваквите трудници се констатира диабет тип 2. Доколку имала проблеми со гликемијата во текот на бременоста. Да. Пред моето следно прашање уште еднаш да ги поканам гледачите на 6091-924 и 6091-925, слободно јавете се и веќе имаме следно јавување, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господјо, го чекаме вашето прашање, повелете. Ќе молам да ми одговори гостинката на прашањето, 33-та недела, дали со 100 хемоглобин спаѓам во групата анемични трудници? 33-та недела? 33-та недела. 100 рече дека е хемоглобинот. Благодарам за прашањето. Постојат повеќе студии за тоа колку треба да изнесува хемоглобинот кај бремените жени.
тоа не го спомнавме. Нормално е за жени од 120 до 160 грама во литар, меѓутоа во текот на бременоста имаме нешто пониски вредности и оптимални вредности за трудница се од 110 до 115 грама на литар. Зошто вакви пониски вредности? Всушност имаме потреба да биде и самата крв малку поразредена за полесно да циркулира, да не коагулира сигурно. За да се избегнат некои други хемодинамски проблеми во текот на самата бременост, така да 100 веќе е анемија, меѓутоа не некоја длабока анемија. Значи оптимални вредности за бремениците, за трудниците е од 100 до 115 грами по литар. Во овој разговор уште не еден аспект во текот на бременоста во однос на лабораториските анализи сакам да споделиме со гледачите и од ваш секако стручен аспект, тоа се испитувањата наречени приска, кои што се прават 2 пати. Што тие представуваат и кога треба да се направат во текот на бременоста? Приската представува пренатален скрининг систем со кој што на еден математички начин, комбиниран математички и ехосонографски начин, користејќи биохемиски параметри, се покажува колкав е ризикот кај трудницата да носи плод со синдром, со Даунов синдром, синдром Т21, Едвардсов Т18 синдром или па то синдром Т13. Најчесто ова е Даунов синдром Т21 и значи многу одамна сега веќе во 70-тите години на минатиот век се утврдило дека возраста на бремената, на мајката, значи е многу важна за тоа каков ќе биде исходот по роѓеот, дали ќе биде плодот здрав или ќе има некој проблем во случајов Даунов синдром. И тогаш е утврдено дека кај по возрастните мајки многу почест овој случај на да се породат со бебенце со Даунов синдром. Понатаму се правеле испитувања на некои други биомаркери, фетоплацентарни продукти кои што циркулираат во крвта на мајката и утврдено е дека кај мајки кои што носат плод со трисомија 21 имаат нешто повисоки вредности во однос на истите тие параметри кај мајки кои што носат здрав плод. Тоа било уште еден фактор кој што понатаму се зел во обзир за да се формира една ризична група на родилки кои што значи имаат ризик за да родат дете со Даунов синдром. Имаме следно јавување, да го слушнеме само кратко кога се прави приската, да објасниме па ќе се навратиме. Да, приската се прави, првата приска може да се прави од 18 до 14 недела, најчесто ја правиме 12 од 8 до 14. Од 8 до 14 недела, најчесто ја правиме негде 12 до 13 плюс 6. И тоа е приска 1 кога најпожелно да се види дали значи плодот има ризик за Даунов или некој друг И кратко синдром. Втората, пред да го слушнеме гледачите. Втората приска е покасно, значи таа е од 14 до 22 гестацијска недела, поретко се прави, доколку е значи првата приска ризична, сомнителна, или пак не се направи, се пропушти, а сепак има некој ризик, староста на мајката или некои други ризици, па се прави ова приска 2. Да го слушнеме јавувањето. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете со прашање, господје. Јас сум во линија. Да, вие сте господјо, не знам како се викате, овде Илија, повелете. До вас и до гостинката. Благодарам. Темава не е за бремени жени, се работи за пациент кој што со многу ниска процент на серумското железо и веќе по терапија 2 месеца. Ме интересира на колку време треба да се направи контрола, повторно да се направи контрола на крвната слика. Дали го доволно? Тоа ме интересира затоа што човеков е болен со некој несреќен случај нешто и само тоа зборува и ја викам ќе се консултирам со некој и ќе кажам на колку време.
на вистинско место се обративте, господјо, благодарам, повелете. Значи, доколку станува збор за анемија од крвозагуба или анемија од недоволно стварање на еритроцитите, црвените крвни зрнца, тогаш треба диференцијално, значи се додава она што недостасува во организмот. Кај крвозагубата, значи нормално функционирање на коскената срцевина, се дава обично препарат со железо и тоа железо се прима до онај момент кога резервите на еритроцитите се задоволени. Затоа постојат хематолошки индекси кои што ние ги следиме во крвната слика и најпросто кажано, кога средниот волумен на еритроцитот достигне 80 над 80, тогаш значи капацитетот на еритроцитот, односно хемоглобинот е заситен со железо. Резервите се задоволени. Се зема контролна крвна слика, значи се следи само контролна крвна слика во текот на примањето на терапијата до нај момент кога хемоглобинот достигне вредност што е физиолошка вредност, значи и по заситувањето со железо сепак се прави и една анализа на серумското железо и иако е во нормални граници, таа терапија треба да се продолжи уште извесен период. Треба да напоменам да не се анализира серумско железо веднаш после прием на железо. Значи после терапевски ординиран препарат со железо доаѓаат пациенти да му испитаме серумско железо. Ние го мериме железото, меѓутоа можеби од препаратот што го примал. Значи треба да помини, препорачуваме 5 до 7 дена од приемот на терапијата, па да дојдат пациентите да се испита серумското железо, а во меѓувреме може да се следи само крвната слика. Уште едно јавување, добар ден, повелете. Добар ден, поздрав од Питата. Благодарам, господјо. Поставете го прашањето. Прашање, да. Сакам да прашам, дали има проблем да се остане со тироидна жлеза бременост и после бременост, дали тоа смета нешто на плода? Дали го разбравте прашањето? И јас не го слушнав точно. Дали сте се уште на линија? Да. Да, уште еднаш ќе ве молам да го повторите прашањето кратко. Имаме едно прашање. Сакам да прашам гостинката, дали има проблем да останеш бремена со тироидна жлеза покачена? Со која жлеза? Ало? Тироидна жлеза? Тироидна, да. Покачена тироидна жлеза. И после тоа дали има проблем у плодо нешто? Да, благодарам. Значи тироидната ако е покачена, да. Сакав да хипертироидизам, напомнам, значи ако има хипер и хипотироидизам, да. Тироидната жлеза го диктира целиот метаболизам, значи во организмот и секако испитувањата на тироидната жлеза преку ТСХ, тироидно стимулативен хормон, слободен тироксин и слободен трииодтиронин се неопходни анализи кои што треба да се прават доколку се планира бременоста. Ако пациентот може да биде тиреотоксикоза или хипотиреоидизам, доколку има намалена. Едната и другата состојба се штетни за трудницата, кои што можат да доведат до преран пороѓај и последици по плодот. Заради тоа мора, значи, да се води една редовна контрола и да се регулира нивото на ТСХ, а исто и слободниот тироксин во крвта кај мајката. Да, со овој одговор ви благодарам на вашето гостување во Фактор здравје. Поздрав до колегите во Плодност од Битола и среќен пат. Фала. Уште еднаш благодарам, а она што денеска ви го понудивме беше темата која што веќе ја споменав, а уште еднаш ќе ја повторам, лабораториски анализи во текот на бременоста. Со нова тема и нови свежи содржини ве чекаме утре во исто време и на исто место. До тогаш пријатно.